Makedonija вечна. Моја Македонија. Почитувани, пред да ве гушнам со љубов за Македонија, еве што запишал чудото од дете, францускиот математичар и гении Блез Паскал. Во срцето на секоја личност постои вакуум обликуван од Божјата рака. Тој вакуум никогаш не може да се исполни со никакви работи создадени од човечка рака. Тој вакуум може да го исполни само Бог, кого човек може да го запознае само преку личноста на Исус Христос. Почитувани, од срцето излегува и доброто и злото. Срцето ја знае радоста, но и тагата на душата. Нека бидат благословени срцата ваши со добрина и убави намери, рај во телото наше. Никогаш да не се вгнезди во него јат и болка. Великиот Блаже Коневски запиша: О, времиња, што бе в мрак родот мој минал, кој збор ќе ми најде за вашата стрв? Кој збор ќе ми најде за ужасот зинат над пустош и крв? Кој број ќе ми каже на лутите рани, на пламнати ноки, на пеплишта пусти? Кој на срце болки ќе изреди збрани и на очи солзи и клетви на усти? Зар чудно е солза да потече врела? Зар чудно е жалба јас в срце да сетам? Да биде јасно за некого. Мојот народ македонски носи в срце дар златен и пој, под македонска стреја. Да не дозволиме да завладеат над нас насилниците, но и тагата и јадот. Колку повеќе чувствуваме немоќ, толку повеќе се предаваме, а болката неиздржлива. Да се издигнеме над нештата, да допре се до нас, но не и да завладее со нас. Чувајте го македонското срце, изворот на животот, чувар на поуките од родителите и од помудрите. Големо срце имаше и ирскиот општественик Казимет, кој пред да го обесат за време на Првата светска војна воскликна: Јас познавам две историски светски трагедии, ирската и македонската. Тоа се две окрвавени огништа, два измачени народа. И по 100 години ние македонците ги преживуваме неправдите, пловејќи низ денешнава стварност и минатото, со благогорк вкус и со јасен и единствен правец за иднината македонска. Македонија вечна. Моја, наша Македонија.